Со едноминутно молчење во чест на настраданите во Кочани и со усвојување на дневниот ред од 3 точки во 12 часот и 5 минути пред зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија, на отворено започна јавната седница на проширеното раководство. Оваа седница е револт поради тоа што не се зголеми минималецот на 500 евра и затоа што владата го суспендираше економско-социјалниот совет. Првата точка која гласеше не може да има за пратениците, а да нема за работниците, беше разгледана и усвоена пред собранието. Ве молам да донесеме одлука пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Дали некој има против? Дали некој е воздржан? Втората точка, подадена рака од работникот денес, утре може да биде тупаница, беше усвоена пред Стопанската комора на Македонија. Од мене, почитувани работодавачи, имате една порака. Уа! Уа! Зголемете ги платите за тоа што немаме резервна држава. Ке си одите вие од Македонија, не ние. А третата точка не може да се одлучува за нас работниците без работниците, се усвои пред владата. Кој е за? Цела влада на минимална плата. Почитувани функционери, Сојузот на синдикатите на Македонија, органите и телата на синдикатите здружени во ССМ, ви донесоа одлука. Сите вие на минималец. Доколку не ја почитувате, возможен е генерален штрајк, а доколку не ги зголемете платите на работниците, возможни се протести. Инаку присутните на протестот побараа неодложно зголемување на минималната плата за 6.000 денари, односно од сегашните 24.400 на 30.000 денари. Да запознаеме народот кои се нашите барања. Нашите барања се достојна плата за работниците, најмалку 500 евра да се зголеми. Денеска протестираме затоа што работникот е ССМ. ССМ е работникот. ССМ не е ниту ВМРО-вски, ниту на СДС. Денеска за покачување на платите. Синдикатите сметаат дека потпишувањето на одлуката за усогласување на минималната плата е незаконско без согласност од економско-социјалниот совет, но и без промена на законот и смена на одредбата, во која стои дека НЕЗ ја потпишува министерот за труд и социјална политика, нешто што веќе не постои во реалноста. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши вели пак дека потпишувањето е законски, а смета и дека секој има право да протестира. Живееме во демократија, има право секој да излезе на улици да протестира, да укажа својот револт, но јас ќе кажувам пак дека синдикатите веќе им истекне мандатот и веќе не се репрезентативни. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. Од ССМ порачаа дека владата мора да ги почитува во потполност колективните договори.